Добро вечер. Во Агенда 35 вечерва не отвораме ниту едно конкретно поглавје. Ги имаме граѓаните со нивните клучни прашања во врска со евроинтеграциите. Ги прашуваме кои се нивните најголеми дилеми и очекувања за промените што ќе следуваат во македонското општество на патот кон Европа. Следете на. Во оваа емисија ќе гледате што очекуваат граѓаните од интеграциите на Македонија во Европската Унија, за што се најзагрижени, на што се надеваат. Колку законот за амнестија ја урна довербата во ЕУ. Дали приближувањето кон Брисел ќе ги поттикне младите уште повеќе да се иселуваат. Кога Македонија може да воведе евро и дали тоа ќе ги поскапе производите? Разговор со гувернерката на Народната банка Ангеловска Бежаска. Следете на. Дефинитивно ни треба промена и посебно јас како млада личност во време кога доста млади си одат од нашата држава, сметам дека тие реформи треба да дојдат тука кај нас, затоа што младите онака да се чувствуваат отворено и да можностите што ги има надвор да ги почувствуваме и ние тука. Се иселуваат веќе, да ви кажам право, се иселуваат и тоа многу. И ќе бегат. Ако има подобри услови тука, нема зашто да одат надвор. Нема сфера во нашиот живот во која што нема проблем. Дали е во судство, дали во здравство, дали во просвета, дали гледајте што се случува со деца. Нема правда ништо овде у Македонија. И тоа ви е најголемата грижа? Тоа е најголемата грижа. Во која Ле какво судство имаш? Ле какви... Тоа не знам што да ви кажам сега. Судите ги осудуват, овие викат ослободување. Како е тоа? Која е Европа ние ќе влегуваме со вакви парадокси? Правосудството ни е од сите страни. Ветер го вее, здравството исто така, док не се средат многу работи, не верувам дека нешто ќе се подобри ако влеземе во Европа. Веројатно ќе дојде нешто што би направило можеби и зголемување на цените, затоа што еврото е евро. Јас сум живеела во Холандија и знам каков бил животот во Холандија, а е голема разлика со Македонија. Митови и дилеми. Тешко е да се зборува за најважните прашања што граѓаните ги имаат во врска со евроинтеграциите, во денови кога најголемите грижи се сконцентрирани дома. На граѓани кои што се уверени во европските вредности, жедни за правда и за демократија, треба да им се продаде приказна дека цената за влезот во Европската Унија, измерена во валута на амнестија на криминалот, не е превисока. А таа битка на убедување е однапред изгубена. Граѓаните преку влезот во Европската Унија бараат промена на начинот на кој што се поима и се практикува политиката, не преку носење, туку преку директна имплементација на европски закони и демократизација на сите општествени сфери. Правната сигурност, функционирањето на правната држава и еднаквоста пред законите се клучните принципи. Дали новите настани во врска со развојот на судските процеси, обременети од законот за амнестија, ќе влијаат врз довербата на граѓаните во ЕУ? Познавачите велат, неминовно да. Мислам дека последниве случувања со амнестијата и така натаму, кај граѓаните создадоа, особено кој нови дел од граѓанството што полагаше големи надежи во мобилизациите, протестите кои доведоа до рушењето на Груевски, нели, кои се беа поддржувачи на оваа власт, мислам дека се создаде едно чувство на огорченост во моментов. Прво беше шок и неверица, дека можат работите да се прегазат и вредностите и принципите до таа точка. Мислам, јавноста не беше наивна и нашите луѓе не се наивни. Очекуваа дека некаков тип на дилови ќе морат да се случат, но ова што го гледаме, мислам дека едноставно ќе го надмине прагот на толеранција на пристојните граѓани. Проблемот со законот за амнестија е исто директното мешање на политиката во судските процеси, кои што се во тек. Не е прагматичниот однос кон политиката, што секаде во светот е нејзин придружен елемент, туку фактот што тука прагмата не се става во никакви рамки. Мислам, секогаш политиката се одвива на раскрсницата на две спротивставени логики. Тоа е логиката на прагмата и логиката на идеалите. Значи, политика нема без идеали, без барем малце идеали. Исто така нема политика без прагма. Ова што се случува е една многу приземна прагма кај нас и мислам дека ќе има реперкусии врз довербата на граѓаните кон власта, довербата на граѓаните кон пристапувањето, кон сите тие метанаративи што ги нуди власта, а знаеме дека целата работа и целиот болен процес на
решавање на, да кажеме, на идентитетските прашања со Грција, беше легитимиран со тој мета дискурс, нели, дека оке ќе го решиме ова и ќе станеме дел од Европа. Меѓутоа, ако ова е Европа што ни се нуди, многумина со право ќе се прашаат дали вреди. И мислам дека власта мощне несмасно ги одигра овие работи, не само на ниво на пиар, него и на ниво на приземното преговарање со различните интересни групи на интереси во ова општество и така натаму. Токму идејата дека Европската Унија и влезот на Македонија во европското семејство ќе значи по дефолт и автоматски бум на демократија, правда и солидарност за познавачите е и најголем мит. Јас сепак би рекла дека оној најголем мит дека се ќе реши Европската Унија место нас, апсолутно треба да го промениме тој став. Да, Европската Унија ќе придонесе во голема мера, затоа што исклученоста е огромен негативен фактор, но сепак многу зависи од нас самите. Она што не е мит се парите кои што преку достапноста до европските фондови Македонија ќе може да ги користи. И тоа не само за развој на човековите прави на демократијата, туку и во оние така наречени реални сектори. Значи, пристап до финансии на предпријатијата, животната средина, енергетиката. Значи, ова се сектори во кои што е многу важно да влезат реални средства од ЕУ. Значи, дека се зголемува веднаш приливот на средства, факт е дека се зголемува. Тоа досегашните повторно искуства покажуваат дека неколку пати се зголемуваат фондовите кои што државата ги абсорбира. Повторно треба да бидеме многу поумерени од она што се некои преголеми очекувања или преголеми разочарувања, особено имајќи предвид дека сега условите се многу различни. Значи, процесот е многу побавен, се одвива многу побавно, самиот капацитет на Европската Унија веќе да кажеме не е толку голем. Експертите за процесот на евроинтеграција исто така потенцираат дека мощно е важно кога на граѓаните им се представуваат предностите за членувањето на земјата во ЕУ, тоа да се прави реалистично, без градење на идеја дека влезот во Унијата автоматски ќе значи една утопија, во која преку ноќ ќе го имаме европскиот стандард, бесплатни здравствени услуги или образование, нешта што најчесто зависат од националните законодавства на државите и се разликуваат од членка до членка. Еве, ја можам да ви кажам преку пример во однос на универзитетите. Јас имам дел од своето формално образование завршено во Обединетото кралство. Значи, таму се плаќа образованието, високото образование. Затоа што беше и се уште е добро во Обединетото кралство дел од Европската Унија, студентите што доаѓаат од Европска Унија плаќаа помали школарини. Тие што не беа од Европската Унија плаќаа повисоки школарини. Во однос на ова конкретно прашање, тука и различните држави имаат различни модели. Во Германија генерално ми се чини бесплатно високото образование, така што треба многу внимателно да се работи со тие приказни. Например, беше мощне контроверзно кога, нели, во текот на кампањата, нели, за референдумот се појавија оние билборди каде што, нели, се нудеше на граѓаните дека, нели, со влезот и членството во Европска Унија секако ќе имаме бесплатно здравство. Па тогаш се сетив на аргументите на Најджел Фараш, нели, кој британскиот здравствен систем го прикажуваше како крава молзница за, не знам, бугарските и романските. Така што тие се чудни некои динамики, треба реално да гледаме на работите. Само преку еден процес на вистинско информирање на граѓаните за тоа што точно ќе значат европските интеграции за земјата, ама и за нивното секојдневие, ќе може да се изгради здрав однос на општеството кон процесот на преговори. Дилемата од почетокот останува. Оти основата за овој здрав однос не може да се бара надвор од принципите на казнивост и на одговорност. Тука и самата Европска Унија има прашања што треба да ги одговори. Првата реакција со поздрав за законот за амнестија стигна од официјален Брисел и седиштето на Европската Унија. Истата Унија, што летоска на Советот за министри во Луксембург, ги посочи казните за висока корупција како еден од главните услови за добивање на датум за преговори, заедно со реформите на тајните служби и јавната администрација. Нееднаквоста меѓу параметрите на економски раст што ги бележи економијата на Македонија и перцепцијата на граѓаните за нивниот животен стандард е една од причините поради која се повеќе луѓе се иселуваат од земјава. Ваквата состојба ги разочарува граѓаните,
кои својата перспектива се повеќе ја гледаат надвор од Македонија. Ова го потврдуваат и податоците на Светската банка, според кои половина милион луѓе веќе се иселени од Македонија. Единствените земји од регионов, откаде што има повеќе миграција, во споредба со Македонија се Албанија и Босна и Херцеговина. Она што е исто така карактеристично за земјава е тоа што од неа се заминуваат високообразовани кадри, вели Бојан Шимбов од канцеларијата на Светската банка во Македонија. Светска банка во изминатите 2 години помалку или повеќе во едно иновативно истражување во соработка со LinkedIn социјалната мрежа се трудеше да спроведе да ја разгледа врската помеѓу миграцијата и вештините во светски рамки, вклучително и Македонија. Значи кога ќе споредиме Македонија со земјите од регионот, може да забележиме дека во Македонија имаме акумулацијата на луѓе со вештини во компјутерските науки и во софтверското инженерство е на повисоко ниво во земјите од регионот. Меѓутоа, за жал пак овие лица пак се склони на ризик од иселување, со оглед на тоа што овие вештини се најбарни во земјите на ОЕЦД, кои што се едни од најразвиените земји во светот. Сега, кога ќе споредиме Македонија, практично имаме од 3 лица кои што иселуваат од Македонија со високообразован кадар, 2 од тие 3 лица се луѓе кои што ги поседуваат овие вештини, значи компјутерски или софтверски инженеринг. И Сања Врбек од Скопје, сега жител на Словенија, влегува во оваа бројка на високообразован кадар. И таа одлучила да го продолжи својот живот во земја членка на Европската Унија. Таа е доктор на науки и работи како истражувач на Факултетот за администрација на Универзитетот во Љубљана. Пред 8 години, кога требала да донесе одлука дали да гради кариера и семејство во Македонија или во Словенија, се вкупниот квалитет на животот во ЕУ и помогнал да го направи изборот. Што треба да се промени во Македонија за таа да се врати? Би се вратила доколку би оценила дека Македонија како држава може да ми понуди не само мене, туку и на моето дете поквалитетен живот од животот во Словенија, каде што сега живеам. Под поквалитетен живот сметам дека најпрво се однесува на основни услови за живот, како чист воздух, чиста вода, здрава храна. Понатаму сметам дека тоа се однесува на правични плати, на минимални социјални и класни разлики, на силна социјална држава, квалитетни социјални, образовни и здравствени услуги. При тоа не сакам да звучи дека на некој начин ја идеализирам ситуацијата во државата кај што живеам на сметка на карикирање на ситуацијата во Македонија. Сметам дека тоа се денеска проблеми со кои што за жал сите држави во светот се соочуваат. Но ова не е случај само со високообразованите кадри, туку и со младите кои се уште се дел од образовниот процес, а веќе ја гледаат својата иднина надвор од Македонија, покажува истражувањето на Младинскиот образовен форум. Младите ќе влезат во Европската Унија, без разлика на интегративниот процес на земјава, но тоа треба да не поттикне да направиме промени во општеството дома, велат тие. Ако споредиме стапката на иселување на млади сега, она што сега го имаме како ситуација и она што би можеле потенцијално да го имаме со влегување на нашата земја во Европска унија, малку комплициран процес, бидејќи не е ограничен само на ова. Зошто го велам ова? Затоа што Европската унија е двостран концепт. Од една страна ние имаме поддршка од унијата како држава, имаме нешто што набутка напред кон нашиот развој, меѓутоа од друга страна имаме и обврска да се прилагодиме на сите стандарди кои што се поставени во Европската унија. Тука зборувам за квалитет на живот на млади, препознавање на младите како социјална категорија, понатака младинска работа која што ќе биде исто така препознаена и една од најбитните е и корупцијата во високо образование која што мора да се искорени. Сите овие елементи доколку се исполнат, тоа вистински ќе не придвижи кон Европската унија како земја, затоа што влегувањето само по себе не е некој момент за кој што треба да дискутираме толку многу колку што треба да дискутираме зашто ние мораме да промениме тука. И ова своевидно ќе биде пул фактор за младите да останат во нивната земја. Но, дали е оправдано очекувањето дека по влезот на земјата во ЕУ, миграцијата ќе биде уште поголема? Оно што го покажуваат досегашните искуства се дека да, има зголемени миграции веднаш по членството, меѓутоа тие не се онолкави колку што се големи стравовите претходно. Значи тие се умерени. Оно што го покажа искуството од земјите од брано 2004 и 2007 година
е дека се зголемува на почетокот во 2004 година движењето на работната сила, мобилноста кон другите членки на ЕУ, меѓутоа понатаму опаѓа или стагнира. Токму поради стравот од големото можна емиграција се воведуваат транзициони периоди, 7 години и за овие држави, а потоа и за Хрватска, која исто така има емиграцијски одлив кон Европската Унија. Но сепак тој страв не е реализиран во толкава мера, значи многу помали се во вкупни бројки во споредба со големината на Европската Унија, околу 6,5 милиони вкупно, овие текови кон Европската Унија. Многу поголеми се мигрантските влезови од не европските земји, односно од не од новите членки на ЕУ. Вакви рестрикции се уште постојат за Хрватска, на чии граѓани им требаат работни дозволи за да работат во Австрија и обратно. Ограничувањата се на сила до 30 јуни 2020 година. За граѓаните на Романија и Бугарија пак, бариерите за мобилност на работници целосно се тргнаа по 7 години откако влегоа во Европската Унија. Кога Македонија утре би добила зелено светло за влез во Европската Унија, денарите би можеле да ги замениме со евра како официјална валута многу брзо, бидејќи земјата ги исполнува сите основни економски услови за тоа, вели гувернерката на Народната банка Анита Ангеловска-Бежовска. Членството во ЕУ е една, а влезот во еврозоната сосема друга работа. Европската Унија предвидува 5 услови, попознати како Мастрички критериуми, договорени во 1991 година од страна на земјите членки на Европската Унија, што една земја треба да ги исполни за да стане дел од монетарната унија. Тоа се ценовна стабилност, односно ниска инфлација не повисока од 1,5% поени од просекот во трите најдобри земји според овој индикатор, одржливи јавни финансии, што се мерат преку низок буџетски дефицит не поголем од 3% од БДП и низок јавен долг под 60% од БДП. Стабилност на девизниот курс и нивото на долгорочните каматни стапки на државните обврзници да не биде повисоко за 2% поени од просекот во трите најдобри земји во Унијата. Исполнувањето на мастришките критериуми не е некој посебен предизвик за македонската економија. Односно, ние би можеле релативно брзо да го усвоиме еврото, се разбира, за тоа се потребни претходни чекори, нели прво влез во Европската Унија, а понатаму е повисоката фаза на интеграција, усвојувањето на единствената валута. Карактеристиките на македонската економија, Европската Унија е наш природен партнер, значи ние имаме исклучително висок степен на трговска интеграција со Европската Унија, имаме исто така висок степен на финансиска интеграција со Европската Унија, спроведуваме стратегија на де факто стабилен курс на денарот во однос на еврото, имаме релативно висок степен на евроизираност на нашата економија во целина, а сите овие фактори се во насока на воведување на единствената валута. Така да мојот став е да, треба да се воведе единствената валута, но секако има уште време и потребни се многу мерки, активности и реформи за да стигнеме во таа точка. Подготовките за влез во монетарната унија се преговараат со ЕУ во поглавието 17, кое се однесува на економската и монетарната политика, а уште од 2010 година земјата ги внесе и во законска регулатива одредбите што се однесуваат на еврото како валута кон која се стреми Македонија. Гувернерката Бежовска вели дека воведувањето на еврото може да донесе бројни придобивки за македонската економија. Воведувањето на единствената валута значи бројни предности за секоја една економија. Прво, таа го елиминира валутниот ризик и неизвестноста поврзана со валутниот ризик, а секако и трансакцијските трошоци. Бројни истражувања покажуваат дека по основ новој канал, односно воведувањето на единствената валута, се забележуваат позитивни предвижувања во сегментот на трговијата, односно утврдена е позитивна врска помеѓу воведувањето на единствената валута и растот на трговијата, а растот на трговијата за мали економии, како што е например нашата, е многу значаен фактор кој што би требало да го детерминира растот на нашата, вкупниот раст на нашата економија. Понатаму воведувањето на единствената валута вообичаено
упатува и на поповолни услови за финансирање, намалени перцепции за ризик, намалените перцепции за ризик значат пониски каматни стапки. На прашањето дали воведувањето на еврото може да увезе од Европа и повисоки цени, гувернерката Бежовска вели: Воведувањето на еврото само по себе воопшто не значи позначени инфлацијски притисоци. Ова прашање треба да се гледа во поширок контекст, во контекст на тоа што прво пристапувањето во Европската унија, понатаму и повисокиот степен на интеграција во рамки на Европската унија значи раст на расположливиот доход, што ја стимулира поверувачката на граѓаните, нели, тоа може да има одредени рефлексии врз одредено ниво на цени, меѓутоа тоа вообичаено се случува во сегментот на услугите, но дали и како тоа ќе се случи со кој интензитет во голема мера зависи од структурните политики. Сите економии кои што успеа во овој процес позначајно да ја зајакнат нивната компетитивност, нивната продуктивност, растот на платите не се одрази врз не влијаеше врз големени инфлацијски притисоци. Дека со воведувањето на еврото ќе се увезат и повисоки цени е мит, кој што се покажал како неоправдан и од искуството на сите други земји кои што станаа дел од еврозоната, каде што инфлацијата се движела од 0,3 до 1,4%. Во балтичките земји, на пример, кои последни влегоа во еврозоната, инфлацијата беше меѓу 0,5 и 0,6%. Процедурата за замена на националната валута со евро не е едноставна за многу земји што веќе станаа членки на Унијата, особено бидејќи не ги исполнуваат поголемиот дел од мастришките критериуми, па така од 28 членки, 9 се уште се надвор од еврозоната. Во пресрет на 20-тиот роден ден на еврото, граѓаните искажаа и најголема доверба во оваа валута. Најновата анкета на Евробарометар покажа дека дури 2/3 од граѓаните од еврозоната сметаат дека еврото е нешто добро во нивната економија. Податоци од 8,7 милиони сметки со вкупна вредност од скоро 3.000 милиарди евра биле разменети помеѓу државите членки на Европската унија во 2017 година, објави Европската комисија на својот Twitter акаунт. Оваа соработка помеѓу даночните институции на државите членки на Европската унија е поради точна пресметка на данок на даночните обврзници и борба против даночни измами и даночно затајување. Претходното е овозможено со Директивата за административна соработка на полето на директно даночување и Директивата за задолжителна автоматска размена на информации на полето на оданочување. Овие податоци до даночните институции на државите членки на Европската унија се доставуваат од страна на финансиските институции. Првата размена на информации е направена во септември 2017 година. Конкурентен, насочен кон корисниците, флексибилен и недискриминаторен пазар на електрична енергија е целта на Директивата за електрична енергија за која постигнаа привремен договор председателството на Советот и представниците на Европскиот парламент. Клучен елемент на договорот е можноста за добавувачите со електрична енергија да ги одредуваат своите цени. На корисниците во иднина им се овозможува да учествуваат на пазарот како активни купувачи. Например, со продажба на електрична енергија која сами ја произвеле, да учествуваат во шеми за управување со потрошувачката или да се приклучуваат кон граѓански енергетски заедници. Со директивата се обезбедува корисниците да имаат пристап до алатки за споредба на цени, паметни броила и договори за динамички цени на електричната енергија. Најдоцна до 2026 година корисниците ќе можат да го сменат добавувачот на електрична енергија во рок од 24 часа. 45,1% од граѓаните на Европска унија на возраст од 25 до 64 години посетували образование или тренинг во последните 12 месеци. Во Европската унија највисоко учество од 64,1% е забележано во Холандија, а најниско од 7% во Романија. Во Македонија само 12,7% од граѓаните на возраст помеѓу 25 и 64 години посетувале некој образование или тренинг во последните година дена. Од аспирантите кон ЕУ, Македонија е подобра од Албанија и Босна и Херцеговина, но не и од Србија, кај која процентот на учество изнесува 19,8%. Ова го покажуваат последните податоци, објавени месецов од страна на Евростат за стапката на учество во образование или обука во 2016 година на граѓани на Европската унија на возраст од 25 до 64 години. Евровалутата прославува 20-ти роден ден. Таа е втора најважна валута во светот со 39% учество во глобалните плаќања. Употребата на заедничката валута евро започна како виртуелна валута на 1 јануари 1999 година.
во 11 држави и се користеше за безготовински и електронски трансакции. Првите банкноти во оптек се пуштени на 1 јануари 2002 година. Еврото, покрај во 19 од 28 земји членки на Европската Унија, како валута со монетарен договор со Европска Унија, е воведена како национална валута и во Монако, Андора, Сан Марино и Ватикан. А додека во Црна Гора и Косово се користи на унилатерална основа, без договор со Европската Унија. Во 2018 година во оптек се 21 милиарда евро банкноти со вредност од околу 1100 милиарди евра. Дополнително во оптек се и 130 милиарди монети со вкупна вредност од 28 милиарди евра. Банкнотата од 50 евра е најкористена со повеќе од 10 милиарди банкноти во оптек. Градот Ставангер во Норвешка, преку паметен проект, успева да се справи со емисија од 372 тони јаглерод диоксид годишно. Имено, тие имаат изнајдено решение како да ги загреваат зградите на поразличен начин, односно со користење на водата која оди во одводот, водата од тоалетот, машината за перење садови и машината за перење налишта. Целата отпадна вода тече низ голем подземен тунел. Внатре во подземниот тунел, на локација во близина на зградата на град Ставангер, по должина од 100 метри имаат поставено одводни разменувачи на топлина, со кои го прекриваат долниот дел на тунел. Одводните разменувачи на топлина ја абсорбираат топлината од отпадните води кои течат низ тунелот. Водата од одводните разменувачи на топлина се одведува до централниот енергетски објект, каде енергијата на отпадните води се претвора во топлинска енергија или ако има потреба се лади. На тој начин, отпадните води во Ставангер се користат како извор на обновлива енергија и со тоа ја намалуваат емисијата на јаглерод диоксид за 80%. Топлинската енергија која се создава се користи за неколку објекти кои се во близина на подземниот тунел, и тоа зградата на град Ставангер, градскиот базен за пливање и уште еден деловен објект. Дополнително, талогот од отпадната вода оди во биогасна централа, каде се конвертира во биогас, кој исто така се користи кога има преголемо оптоварување во многу ладните денови, кога е потребна повеќе енергија. Инаку, овој проект е дел од проектот Триангулум, кој се спроведува од 2015 до 2020 година во 3 града: Манчестер, Велика Британија, Ајндховен, Холандија и Ставангер, Норвешка, во кои се спроведуваат иновативни проекти со фокус на одржлива мобилност, енергија, ИКТ и бизнис можности. Целта е градовите да покажат, споделат и реплицираат решенија за идни паметни градови на Европа. Буџетот на проектот е 30 милиони евра, од кои Европската комисија преку програмата за истражување и иновации Хоризонт 2020 учествува со 25 милиони евра. Амбасадорот на Соединетите Американски држави Џес Бејли пиша писмо до судиите во Основниот, Кривичниот, Апелациониот и Врховниот суд на Македонија, во кое бара од судиите да не ги правдаат своите одлуки со наводен притисок од амбасадата или од него лично. Порталот Инфомакс оваа реакција на амбасадорот сосема ја вади од контекст. Ја поврзува со нивни пишувања од минатата година, кога според оваа редакција вработени во Американската амбасада биле забележани низ македонските судови, што за нив е доказ за притисок. Дополнително, во веста се споменува и истрага што Американскиот конгрес ја води против амбасадорот за наводна злоупотреба на средства од USAID за фондацијата Отворено општество, нешто што е сосема надвор од контекст на првичната вест и писмото што ја разбранува јавноста. Од Инфомакс, кога пишуваат за присуство на американските дипломати низ македонските судови, веројатно забораваат дека според Виенската конвенција, дипломатските мисии не само што имаат право, туку имаат и обврска да следат судски процеси кои им се од интерес, да се интересираат за нивниот тек и да разговараат со представници на судската власт. Агенда 35 во следните емисии ќе дава одговори на сите прашања од граѓаните, преку разговори со релевантни носители на јавни функции, познавачи на процесот на евроинтеграција. Следете на социјалните мрежи и слободно поставувајте прашања. Среќни празници и се гледаме до година.